Добар ден и од мене. Задоволство е да се присуствува секогаш кога нешто ново се создава. Овде во Кисела вода континуирано гледаме прогрес, гледаме како нешто ново се создава и јас се користам ова прилика да му честитам на Орце, на градоначалникот, истовремено да им честитам и на советниците, на администрацијата тука, на пратениците во Македонското собрание за напорите кои што ги вложуваат Кисела вода да добие навистина еден европски лик. И сето она кое што може би со години би рекол, дури и со децении било запоставувано, сега гледаме дека оди напред, дека се асфалтира, се работи, улици се асфалтираат, пазари се отвараат или се започнува со градба, спортски игралишта, детски игралишта. Навистина, имајќи ја предвид целокупната ситуација во државата и односот на владата на ДУИ поддржано со помалиот партнер СДСМ кон општините каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН, имајќи го предвид нивниот насилнички однос, сепак храбриот пристап, честниот пристап на градоначалниците, мотивираноста, само дава одговор на сето она кое што го прави централната влада кон нив, односно на тој начин ги демантира сите оние неуспешни обиди да ги кочи во нивниот развој, да ги кочи проектите, да не реализира проекти во општините каде што имаме градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата. И затоа јас се користам секоја прилика да им честитам, бидејќи овие повеќе од година и половина покажаа дека и со ваква ненародна влада на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ, сепак доколку се сака и доколку се има мотив, може да се постигне и она кое што на почеток делува невозможно. Уште еднаш му честитам на Орце, на градоначалникот, за сето она што го прави овде во Кисела вода, на советниците, на пратениците во Македонскиот парламент, и само сакам така да им посакам и во иднина да продолжат мотивирано, храбро, честно, одлучно до целта. А целта е да ја ослободиме Македонија од оваа ненародна влада на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ. Да. Ви благодарам. Ако имате прашања, да, господине Мицковски, денеска почнува да работи официјално работната група за уставните измени и покрај вашите апели власта и онатаму вели дека тоа е обврска на сите и инсистира на нивно носење. Ваш коментар? Често пати се чудам на аматерскиот однос кон суштинските и важни прашања за граѓаните и за Македонија на владата. И секогаш кога мислам дека го допреле дното, ја во суштина сум бил песимиста, тие можеле да додат подлабоко. Така и ова вие сега што го кажувате, тие не само што го допреа дното, туку одат и подлабоко. Прво, ги трошат парите на граѓаните ненаменски. Тие експерти добиваат пари од буџетот за работа за која што во моментот немаат мандат. Они може да добијат мандат само во случај доколку парламентот изгласа потреба за отварање на уставот. Доколку парламентот во првата фаза не изгласа, а што ќе се случи, потреба за отварање на уставот, тогаш нивната работа е безпредметна. И хонорарите кои што ги добиваат од вас граѓаните ќе бидат практично злоупотреба на финансиските средства на граѓаните, бидејќи тие немаат сега мандат да зборуваат за уставни измени. И ја користам оваа прилика и го повикувам човекот кој што е поставен таму, Димитар Ковачевски, и вистинскиот кој што ја води владата Артан Груби, заедно со Али Ахмети, да ги достават овие барања во парламентот, односно да ја достават потребата за отварање на уставот, за да можат пратениците да се изјаснат. Еве час поскоро, нели викаат континуирано. Од минатата година, помина една година, ние слушаме, сега во септември имаме 2/3 мнозинство, помина септември, дојде октомври, не до октомври, до крај на година, помина 2022, не било до крај на година, било до февруари, помина и февруари, сега викаа мај, еве го и мај поминува, затоа, ајде еве еднашка, нека се охрабрат, нека ги донесат, нека го поднесат тоа барање и Али Ахмети и Димитар Ковачевски и да изгласаат пратениците, да видиме како ќе гласат. Па тогаш може би онаа оставка која што си ја поднесувал, за која што зборува цело Македонско собрание Димитар Ковачевски, конечно да биде ефектуирана, бидејќи не ја гледам потребата повеќе од функционирање на нова влада, бидејќи нема ни друга политика освен темата не овој месец, другата пролет, не другата пролет, следното зимо ќе има. Еве јас ви кажувам дека уставни измени под овие услови во овој парламент ќе нема.
помине една година, еве ви кажувам дека го губиме времето само. Нема да има. Нема да има. Мицкоски, дали останувате на ставот дека токму оваа работна група се заговара редефинирање на државата, односно бинационална држава, и со оглед на тоа што еви од работната група демантираат, па и од власта велат дека станува збор за небулозни тврдења, на што ги темелите вашите вакви ставови? Токму на информациите кои доаѓаат од истата таа работна група, од луѓето кои што тоа го зборуваат надвор од официјалниот дел на работата на таа работна, така наречена работна група. Преамбулата да биде променета и да биде практично Македонија редефинирана како држава на два народи, етнички заедници и потоа малцинства. Прилика во три столба ги градираат сите наши сограѓани. И тоа е дојдено како информација директно од работната група. И јас би сакал сите оние политички чинители кои што предложија таму членови во таа условно наречено работна група да се произнесат. Така, јас колку што знам, само Ковачевски и СДСМ не дадоа. Таму дадоа и другите политички партии, па да видиме нека кажат јавно дека тоа не е така. Но како и да е, таа тема за ВМРО ДПМН е затворена. Уставни измени во овој состав и под овие услови нема да има. Често пати гледам преку оние платени експерти дебата јавна, дека е па добро, што дека во следниот состав еве ВМРО ќе победи, ќе направи влада, ќе има уставни измени. Еве повторно сега ви кажувам, во ниту еден состав од овие услови, без разлика дали ВМРО ДПМН е влада или не е влада, нема да има. Условите или ќе се сменат, за да почнеме да размислуваме во таа насока, или нема да има. Со овие услови, со овие околности, нема да има. Ние предложивме, цело време сме проактивни и велиме, вие го споменувавте тој модел, ние велиме тој модел е модел на земја членка на Европската унија, ајде да го примениме. Не, чекај, не мислевме така. Така што имаме неодговорна влада, која што за да остане ден повеќе, за да може да украде евро повеќе, се би направила, но забораваа дека доаѓа денот на одговорност и тој ден многу скоро ќе дојде. Господине Мицкоски, вашата партија објави дека владата ќе плаќа, ќе ангажира и ќе плаќа специјалисти за автопатите, за кои месечните примања ќе бидат, месечната плата ќе изнесува на 36.000 евра, 36.500. Кажете ми како вие го коментирате ова? Ќе ви дадам преку еден пример. Еве, јас сум редовен универзитетски професор со повеќе од 20 години стаж, што во приватниот сектор, што на универзитетот. И мојата месечна плата, со која што сум задоволен, е 55.000 денари. Или тоа кога би се претворило во противвредност на евра е околу 900 евра. Сега, тој специјалист кој што ќе зема 36.500 евра, од прилика, ако мојата плата месечна е 900 евра, а неговата 36.500 евра, тоа значи дека тоа е некаде околу 40 пати поквалитетен од мене. Од прилика така му доаѓа. 40 пати, нели? Пропорционално ако гледаме. А јас себе си се сметам, барем ако ништо друго, за просечно квалитетен професор. И сега, значи, овој 40 пати треба да е поквалитетен од просекот. Или дел од тие пари ќе завршуваат во некои приватни џебови и тоа помножете го со минимум 5 пати, бидејќи 5 им требаат такви специјалисти. Затоа кога станува збор за епски проект, треба да кажеме дека станува збор за епски криминал. И јас сум убеден дека не само што оваа влада нема капацитет да го заврши овој проект, туку сум убеден дека дел од авансите кои што сега пред избори на трчање се префрлаат, се обид да завршат во приватни џебови, а потоа од таму да се влијае со подкуп врз гласачите за време на изборите кои што следат и претседателски и парламентарни. И повторно прават грешка, го потценуваат народот. Народот и покрај тоа што ќе се обидат со насилство, со подкупи, со притисоци, ќе излезе и така силно ќе ги порази заедно со ВМРО ДПМН, што потоа ќе мора пред истиот тој народ да поднесат сметка и да одговараат за сиот криминал што го прават изминативе 6 години.
Премиерот вели дека ќе се издаде народна обврзница. Колку штета ќе се направи за тоа? Па, тоа повеќе делува на препишувач, бидејќи сега тие видоа со овие општински обврзници кои што ВМРО, ДПМН и коалицијата почнаа да обезбедуваат дополнителни средства за реализација на капитални проекти и градоначалниците јасно ги ставаат новите тие капитални проекти кои се, а премиерот и владата споменуваат општински обврзници. И сега внимавајте добро. Повторно прават грешка, бидејќи не се консултираат со опозицијата. Повторно прават грешка, затоа што ние пред да почнеме со процесот на општински обврзници, тие ги поминавме во Советот на општините. Значи, и опозицијата на локално ниво беше запознаена. Сега тие не се консултираат со ВМРО ДПМН како најголема политичка партија. Што ќе се случи? Поставам јавно прашање и дилема. Што ќе се случи ако ВМРО ДПМН се однесува како што се однесуваше СДСМ во 2016-та, кога испраќаше писма, дописи до финансиски меѓународни организации, и ние тоа го реплицираме на македонско ниво, на територијата на Македонија, и ги повикаме граѓаните да не бидат дел од криминалниот процес, кој што потоа треба да биде злоупотребен, за да се врши притисок на истите тие граѓани на следните избори. Што ќе се случи ако упатиме еден таков повик до граѓаните? Еве, нека размислат. Пред да прават чекор, треба да размислат. Затоа што не се консултирале со ВМРО ДПМН. Не го прашале ВМРО ДПМН за став. Затоа што ако го прашаа ВМРО ДПМН ќе кажеше добро, зашто ви се парите? Кажете ги проектите. Ние за општинските обврзници, еве ги проектите, ги ставаме на увид на јавноста. Во Штип ќе се прави обиколница, ќе се прави градинка и така натаму и така натаму. Во Газибаба ќе се прават 2 училишта, 2 градинки, водовод, канализација. Сега да не ги редам сите општини пари. Еве ги проектите. Ајде да видиме они за што ќе користат пари. За проектот кој што го прогласија за епскија во суштина епски криминал, за да можат авансно да исплатат, за да земат авансни провизии. Еве, нека размислат што прават. Еве, нема да зборувам повеќе, можеби во периодот кој што следи ќе одиме чекор понатаму, ако не се вразумат. Ако не се вразумат. Вчера Таравари изјави во врска со терминот 20% за албанскиот јазик во уставот, рече дека претходно порано разговарали со вас во врска со тоа и сте кажале дека не сте против тоа да се трде. Знам дека повеќе пати сте збореле за ова, меѓутоа Сум зборувал многу пати на таа тема. Јас за разлика од поедини политичари не кажувам и не прераскажувам што разговарам на средби, но ова што е кажано од господина Таравари го демантирам. Никогаш не сме разговарале јас и он на оваа тема. На оваа тема да, но со некои други теми. Како што правиме понатаму со правилото Бадинтер. До кога ќе живееме во апартхејд, каде што малцинството го владее мнозинството. Што правиме со правилото Балансер? Зошто да не може кандидати кои што не се дел од помалите етнички заедници, со поголем број поени да не се запишуваат универзитетите на сметка на помалите етнички заедници. Тоа било еден поширок разговор за многу теми, за кои што сме ги ставиле на маса и сме разговарале. До кога етничката припадност ќе е професија? Сакаме вистинско или граѓанско општество каде што ќе се цени квалитетот? Ајде за тоа да зборуваме. Да, подготвен сум да зборувам. Да зборуваме за еден таков концепт каде што работа ќе добиваат луѓето затоа што се квалитетни, а не затоа што се дел од Балансер, некаков си. Јас сум подготвен одма да разговарам на таа тема. Уште утре, ако имаме од таа страна соговорник. Но ако сака некој да продолжи да живееме во апартхејд, каде што фрустрацијата на мнозинската етничка заедница ќе биде се поголема и поголема, за тоа не можам да разговарам. А конкретно за јазикот сте против или за? Ви реков, ова е еден поширок опфат за кој што сме разговарале и да, сум против Македонија да биде дефинирана како бинационална држава. Официјален јазик во Македонија е македонскиот и има причина зошто за време на рамковниот договор е дефиниран тој праг 20%, затоа што на тој начин се овозможува и на останатите етнички заедници во Македонија, во општините каде што надминуваат 20%, како што е бошњачката етничка заедница, српската, турската, ромската, да може да се го користат официјално својот јазик во тие средини каде што го надминуваат процентот од 20%. Да. Ви благодарам, имате убав ден.